Во наредните 3 години државната МЕФСО ќе инвестира 102 милиони евра за развој на електропреносната мрежа. Според планот што е доставен до Регулаторната комисија за енергетика во периодот до 2029 се најавени инвестиции од вкупно 150 милиони евра. Најголем дел од парите, 47 милиони евра, ќе бидат насочени во новиот 400 киловолтен интерконекцијски далновод Битола Елбасан и поврзувањето со Албанија и новата 400 на 110 киловолтна трафостаница во Охрид. Започнуваме со интензивна реконструкција на 110 киловолтните далеководи. Првиот пакет од најстарите далеководи вклучува во себе 6 конкретни далеководи со ориентациона должина од околу 130 километри. Фикувана е идеја за зголемување на преносните капацитети на границата со Бугарија, како втора врска, која би овозможила пласирање на енергијата од обновливи извори према остатокот од регионот, тоа се мисли пред се на Западен Балкан и понатака кон италијанскиот енергетски систем. Од Регулаторната комисија за енергетика појаснуваат дека во иднина се очекува се поголем интерес за транзитирање на купена електрична енергија од Источна Европа кон Запад, односно Италија, каде што има постојан интерес за увоз на струја од обновливи извори. Регулаторите нагласуваат дека овие инвестиции во електропреносната мрежа нема да влијат на цената за пренос на енергија. Инаку, најголем дел од овие инвестиции кои што ќе ги реализира АД МЕПСО веќе се вкалкулирани во цената за пренос на електрична енергија и за 2019 и за 2020 година. Така да овие нови инвестиции нема да имаат влијание на цената за пренос на електрична енергија во наредниот период. Анализите на операторот покажуваат дека потрошувачката на струја во земјава постојано ќе расте, во просек до 3% годишно и според едно од трите сценарија, во 2040 година може да достигне максимални 13,6 терабат часови во однос на сегашните 9,6.